Поради нанесување штета на граѓаните, подитно да се укине регулаторната комисија за енергетика како државно тело. Носење на одлуки во корист на компаниите ја прави оваа институција нефункционална, констатираа граѓанските здруженија. Стоп за грабежот и нон пасаран. Нејзиното постоење бележано со многу корупција, непотизам пред се и нефункционалност. Има индиции за криминогеност. Второ, работи повеќе за компаниите отколку за граѓаните. Последното поскапување на струјата само по себе покажа дека е во интерес на компанијата, а не е во интерес на граѓаните, бидејќи огромен број на наши граѓани се греат на струја. Сега од една страна за регулаторната комисија може би треба нејзино привремено укинување, за да ако веќе се создава едно такво регулаторно тело, тоа треба да биде непартиско, да биде полно со стручњаци и со луѓе кои на вистина се сакаат својата земја, народот кој живее во неја и граѓани. Меѓу другото, тема на граѓанските здруженија е опасноста Македонија да се претвори во лихварска држава, особено кога станува збор за вонсудскиот систем на наплата. И таа сама по себе покажа еден феномен на лихварство. Кога се одделија предметите од судот и одат само преку нотарски платен налог, зборуваме да речеме конкретно за комунални услуги, едноставно граѓанинот како да е исклучен од целиот овој систем на наплата. Така да многу криминални дејствија се случија. Токму поради ова, извршителите да се вратат во судовите. Враќањето на извршителите во судот е неопходно, не само на извршителите, туку и на нотарите. Затоа што на тој начин ќе дојдеме многу поблиску до правични одлуки. Вака граѓаните се едноставно како исклучени од самиот процес. Му доаѓа на врата пресуда, односно не пресуда, туку му доаѓа нотарски платен налог, тој не е известен на време и мора да плати некоја сума која е 10 пати поголема.